IGPS FM Radio. Score EU goals. Добре дојдовте, драги гледачи, на нашиот денешен подкаст. Со вас е Емилија, а ова е третата епизода од IGPS FM радиото на младите од Европа. Денеска, како што ви ветивме, ќе разговараме за една интересна тема, која што највеќе ја засега младата публика. Односно, ќе разговараме за важноста на неформалното образование во процесот на развивање на една индивидуа. Кога зборуваме за образование, најчесто мислиме на формалното образование, кое се одвива во образовните институции, по определени наставни планови и програми во одреден временски период во кој се следа достигнувањата на ученикот и зашто на крајот на процесот се издава сертификат во форма на свидетелство или диплома. Но сепак во времето во кое живееме со целата своја динамичност и постојани промени во научните созданија, предизвикани пред се од растот на информатичките технологии и можностите кои тие ги нудат, има потреба и за други типови на образование преку кои личноста ќе може да се надоградува и да усвојува нови, современи знаења толку потребни во секојдневниот живот и во кариерата. Оваа потреба, односно глад за нови сознанија, вештина и техники, се почесто бара задоволување преку различните форми на неформалното образование. Па денеска со нас се Урмета Арифовска и Едис Еминовски и со нив заедно ќе навлеземе повеќе во темата за неформалното образование. Здраво Урмета, здраво Едис, како сте? Здраво, благодариме на прашање, добро сме. Здраво, добро, благодарам на поканата. Ви благодарам што прифативте да гостувате во нашата емисија. Па дали може да се представите, да кажете нешто за себе? Вака, уште еднаш добар ден. Пред се Емилија ти благодариме на поканата. Јас сум Урмета Арифовска од Берово. Туристички менаџер дипломиран, меѓутоа работам веќе подолг период во невладин сектор во регионалната ромска образовна младинска асоциација во Кратово, со почеток како млад волонтер, па сега до програм координатор, па се надеваме наскоро и на повисока функција. Ти благодарам, Урмета. Едис? Здраво уште еднаш. Јас сум ученик во Средното општинско училиште Ѓорѓе Петров во Прилеп, здравствена струка, смер медицински техничар, трета година. Покрај повеќето хобија би навел спортување, како што е фудбал, баскет, велосипедизам, играње на видеоигри, читање на книги. Исто така тука би кажали патување и запознавање на нови култури и пријателства. Одлично, значи двајцата сте млади ентузијасти, па во однос на денешнава тема, познато ми е дека и двајцата имате искуство во неформалното образование и дека земате учество во различни проекти, па дали може да ни кажете нешто во врска со тоа? Па, така, во динамичното и дигитализирано време во кое живееме, неформалното образование е патоказ за социализација на младите да излезат од затворената зона и да се искусат во областа на критичко размислување, да се борат на своите права и соништа и да бидат поекономски самокритични и одговорни и да можат да се прилагодат да живеат во различни услови, па и да ја запознаат културата на другите народи. Исто така сметам дека преку неформалното образование можеш да посветиш повеќе внимание и на предмети кои се вклучени во формалното образование. Еве краток пример, може да земеме, ние сите по историја имаме учено дека за време на Втората светска војна имало Холокауст, меѓутоа за Холокаустот имаме премалку информации, никогаш не сме обраќале внимание на тоа. Додека преку неформалното образование имам научено подетални информации дека во тој период не биле само евреите дел од страшните измачувања, туку биле вклучени ромската популација, ЛГБТ популацијата и така натака. Исто така, дел од тоа ги имам посетено лично Аушвиц, Заксенхаузер, Дахово, кои се дел од логорите, само кои предходно за време на Холокаустот, за кои предходно не сме знаели дека постојат. Исто така,
го имам посетено и од други области, например во музеот го имам посетено музеот, па и да ја дознам историјата за солениот музеј во Клужна Пока, Романија, активности како да се возам со параглайдер, да ги научам основните работи на повеќе јазици, без трема да можам да излезам на сцена, без разлика дали се работи за актерство, за денс и уште многу други работи. Исто така, преку неформалното образование се стекнуваме сознање и на други теми кои се дел од секојдневниот живот, а никогаш не им обраќаме внимание. Например, детална едукација за човекови права, никој предходно не му текнало да дознае кои се неговите права. Креативност во областа на уметноста, индиректна па и за директна дискриминација имаме повеќе информации што е и како е, справување со јазични бариери, комуникација со говор на тело, да ги надминеш и личните стереотипи и предрасуди во различни области со кои секојдневно се соочуваме во средината во која живееме, се преку неформалната едукација. Исто така, мене неформалната едукација лично ми помогна и да го надоградам пред се мојот карактер и многу работи да ги гледам од поширок агол, да се посветам и на многу други теми и за кои кај мене се појави интерес за истражување. Како што спомнав предходно, например, Холокаустот, прашањето на ромите и да се посветам повеќе на сликање, на уметност и слично. Но и покрај едукацијата, младите ја имаат можноста да посетат и нови земји, да запознаат нова култура, да пробаат многу активности кои можеби ни изгледаат од дома вака невозможни. Благодарам, Еме. Ти благодарам, Урмета. Навистина неминувен е фактот дека неформалното образование е еден механизам кој што на многу интересен начин и пристап ни доближува различните сегменти од секојдневниот живот. Па дали и ти, Еди, сакаш да го сподели своето искуство со нас? Се разбира дека да. Во текот на мојата едукација имав можност да бидам дел од многобројни активности како дел од тоа неформално образование. Покрај редовното формално образование, значаен дел од нашиот професионален капацитет со кој што се надоградува секојдневно, има улога и неформалното образование. Неформалното образование е еден вид на обука која што е нередовна, непланирана, односно не е внесена во програмите, а сепак се добива одредено знаење. И токму тоа се проектите кои што се нередовни, непланирани, а сепак се едукативни. Тука исто како разлика би навел дека неформалното образование нема одреден крај, како што е случај кај формалното образование. Односно знаеме дека имаме крај на основно образование, па крај на средно, крај на факултет и така натаму. Овде вие добивате знаење, при тоа без крај. Можете да учествувате на овие проекти на 15-16 годишна возраст, но исто така можете да учествувате и на 30 години. Исто така овде не учите за да достигнете некој левел или за диплома, како кај формалното образование, овде вие само добивате знаење. Сепак со исклучок се Erasmus Plus Youth проектите, каде што добивате Youth Pass. Исто при овие проекти не ви се потребни професори, но сепак ви требаат компетентни луѓе во соодветната област кои ќе го водат проектот и ќе го споделат нивното знаење. Покрај новото знаење кое што се стекнува, ова е одлична можност за да се подобри вашиот англиски јазик, односно исто така да запознаете нови култури, да стекнете нови пријателства, но и вештини. Благодарение на сите тие проекти на кои што досега сум зел учество, имам добиено многу знаење во различни области, како што е здравје, литература, историја, формирање на кампањи и слично. Тоа е нешто што сметам дека секој од нас треба да биде вклучен доколку сака да ги надогради своите капацитети на професионален план. Се надевам дека го доловивте тоа што сакам да кажам и ви се разјасни што се овие проекти и неформално образование. Ти благодарам, Еди, што го сподели своето искуство, ви благодарам на двајцата и верувам дека и двајцата си имате стекнато со многу вредни вештини како и особини благодарение на овој тип на образование. Па, Урмета, дали можеш ти како поборник на овој вид образование, односно како фасилитатор, програм координатор, па и некогашен учесник, да ни кажеш каде се стекнува неформалното образование и да ни наброиш некои од методите за ова образование?
Така, секако еме, фала. Па секој вид искуство во животот е еден вид неформално образование. Меѓутоа најмногу се стекнува преку семинари, курсеви, младински разменни проекти како што спомна и Едис претходно и на различен вид активности кои највеќе се во образуваме неформално, при што секој индивидуал може да се надогради и на професионален и на приватен план. Во сето претходно спомнато, секоја личност има можност да научи да биде добар слушател, добар соговорник, слободен изразување, транспарентност, интерактивност, стекнување на различни знаења и вештини, развој на ставови и вредности. Но така примери за неформално образование се образовните програми во рамките на изведувачките програми, младинските кампови и размени, долгорочни размени на волонтери, различни тренинзи, семинари, курсеви кои што првенствено имаат за цел развој на некои важни општествени ставови и вредности. Например, како интеркултурна осетливост, ненанесена трансформација на конфликт, човекови права, антициганизам и така натаму. Или пак стекнување на некои конкретни знаења и вештини, како комуникацијски вештини, тимска работа, управување со проекти, PR и маркетинг, учење на странски јазици, оспособување за работа со компјутери и така натаму. Неформалното образование исто така ни нуди опционални активности кои се реализираат со намера да се стекнат специфични знаења, како например танцување, актерство, сликање, медиуми, лидерство, фасилитација, тренер и така натаму. Методите на неформалното образование се учат за кратко време, а се користат долгорочно, што диплома, сертификати од пасови, како што спомна и Едис пак ќе напоменам претходно, кои многу повеќе даваат, имаат придонес при додавањето во CV-то и за пронаоѓање работа во иднина. Значи, неформалната едукација пред се е проектите на прво место. За да направиш проект ти е потребно добар тим, исто така да ја имаш добрата тема и можеш проектот да го направиш на различни видови за да може неформално да ги едуцираш луѓето. Може и со настан кој ќе се одржи еден ден, со 10-дневна младинска размена, исто како што спомнав и претходно, има можности за студенти, размена на студенти кои имаат одреден период и преку формалното образование да се и неформално едуцираат. Се надевам дека одговорив на прашањето. Да, очекувавте. И благодарам Мурмета за прекрасното излагање. Несомнено е дека овој вид на активности и образование и тоа како се разликува од формалното и носи зголемен број на придобивки за учесниците во истото. Па Едис, колку што знам, ти често учествуваш на Erasmus Plus проектите и па дали може во однос на тоа да споделиш со нас што представува Erasmus Plus и како оди процесот на пријавување за слушателите кои се заинтересирани? Вака, Erasmus Plus е програма на Европската Унија наменета да го поддржи образованието, обуката, младите и спортот во Европа. Целите на оваа програма во областа на образованието и обуката се унапредување и поддршка на образованието на сите нивоа, зајакнување на врската помеѓу формалното, неформалното и информалното образование, подобрување на соработката помеѓу образовните институции, поддршка на соработката помеѓу земјите кои учествуваат во дефинирањето на овие образовни политики и така натаму. Сега овие Erasmus проекти можат да бидат реализирани во вид на младински размени, обуки или тренинзи, како што кажа Урмета. И за процесот на пријавување, прво мора да постои повик, односно конкурс за одреден ваков проект, објавен од некоја невладина организација или пак објавен од страна на некоја образовна институција, затоа што денеска е голем дел од основните и средните училишта се дел од оваа Erasmus Plus програма. Откако ќе биде објавен, во истиот се наоѓаат информации за проектот, односно која е темата на проектот, каде ќе се одржува проектот, колку ќе трае, колку учесници се потребни и слични информации. Исто така, најчесто се прикачува и инфопак, каде што можете да се запознаете со истите информации кои ги наброев, но подобро, односно подетално. А покрај тоа ќе биде прикачен и формулар за пријавување или мејл на кој треба да ја доставите вашата пријава, односно апликација.
На некои проекти при пријавувањето се бараат одредени квалификации и слично, доколку патувате надвор од државата, односно проектот, местото на реализација на проектот е надвор од државата, секогаш ќе ви биде потребен валиден пасош за да патувате. Откако ќе се пријавите, чекате да се направи селекција од пријавени учесници и потоа ќе бидете контактирани дали сте селектирани. Ако сте селектирани, потоа најчесто се одржува 1-2 онлайн средби со цел да се запознаат учесниците од истата држава и да добиете дополнителни информации, но доколку не бидете селектирани, не очајувајте и не се откажувајте, бидејќи секогаш постои следна прилика. Ти благодарам, Едис, за деталното објаснување. Се надевам дека веќе им е појасно на нашите слушатели како можат да аплицираат на размена или на одреден проект во рамките на Erasmus Plus програмата на Европската Унија и за сите информации можат да ги најдат на интернет или да ја контактираат некоја од локалните младински организации и да добијат дополнителни информации. Па, како што веќе напоменавте, неформалното образование е еден широк концепт и започнува од самата средина, од секојдневниот живот, односно, например, кога дедо ќе ни раскаже лична приказна дека живеел во своето детство во време на Втора светска војна и без да сватиме, ние учуваме одредено знаење за тоа време. Истото кога родителите не учат да го наместиме креветот, да користиме вилушка и нож, да ги миеме зъбите, да си ги врзуваме чевлите и така натаму, дали сметате дека овој вид образование има конечен почеток и конечен крај во нашиот живот, односно временска рамка кога започнува и кога завршува? Така, мислам дека има временска рамка, како што кажавте, односно тоа е целиот наш живот, бидејќи тоа почнува од нашето раѓање па се до крајот на нашиот живот. Тоа почнува уште од најмали, кога учиме како да застанеме на нозе, како да шетаме, па потоа кога ќе пораснеме, како да држиме молив, како да пишуваме, потоа уште повозрасни кога ќе станеме, како учиме како да управуваме со автомобил и слично. Има доста примери, секојдневно ние се надоградуваме, односно учиме нешто ново. Човекот се раѓа како табула раса или во превод што значи празна табла, која што ние секојдневно ја испишуваме со нешто ново и би завршил со една народна поговорка која гласи: човекот учи додека е жив. Така, Едис, ти благодарам на одговорот. Вистина е дека сиот наш живот учиме нови работи, односно процесот на образование никогаш не запира. Дали за крај имате нешто да порачате на сите тие што се заинтересирани за да се вклучат поактивно во овој процес на образование? Вака, денешното време секој млад човек ја има можноста на неформално, бесплатно да се едуцира, па би сакала да им порачам на младите да не ја пропуштаат можноста која ви се пруžа пред се неформално да се едуцирате, да се стекнете со нови вештини, да запознаете нова култура, да се изградите како личност и покрај дипломата од формалното образование да се стекнете и со уште многу повеќе сертификати, дипломи и паси на различни теми и искуства кои ќе им имаат значење во иднина во вашите животни одлуки. Така да покрај се тоа, некои места можеби само ќе ги гледаме на слика, немаме можност финансиски сами како себе да си покриеме и да ги посетиме. Така да преку неформалното образование младите имаат можност, знаеме дека инспирација за нив им се прошетки надвор за местото на живење да излезат, така да имаат можност да посетат многу различни земји и да стекнат пријатели кои остануваат за секогаш до нив и во секој момент секој може да им помогне во секоја ситуација, па и да останат во комуникација. Така да со нив повторно неформално ќе се надоградуваат. Така да млади, не оставајте времето да помине, искористете ги можностите додека ги имате. Ти благодарам, Урмета. Едис, дали сакаш ти нешто да им порачаш на нашите слушатели? Така, Урмета наброја само дел од придобивките, бидејќи придобивките од овој вид на образование се бесконечни, се добиваат знаење од секоја област од животот преку различни курсеви и слично, кои се дел од овој вид на образование.
но лично еден од најдобрите видови на овој вид на образование се токму Erasmus Plus проектите, преку кои секој има шанса да научи нешто ново и секако да има забава и одлично поминато време, односно квалитетно потрошено време. Тоа е тоа. Благодарам. Ви благодарам, Едис, благодарам, Урмета, благодарам за вашето денешно гостување и за времето што го одвоивте за да го споделите вашето искуство и знаење со нас. Сигурна сум дека нашите слушатели научија доста работи поврзани со неформалното образование и сватија дека содржи голем број на придобивки за развојот па и растот на една индивидуа како проактивен граѓанин во современото општество. Сепак, секој од нас свесно или несвесно, сиот живот сме изложени на благодетите од неформалното образование, кое ни помага подобро да го оформиме нашиот карактер и да го зацврснеме своето јас. А вие, драги слушатели, следете не и во наредната епизода во која што исто така ќе имаме млади ентузијасти за гости со инспиративни приказни, а до тогаш ви посакувам убав ден. Благодариме, пријатно. Благодариме, пријатно.